if и else искази, исто така познати во програмскиот свет како услови. Овие искази проверуваат дали зададен услов е точен, толку е точен зададениот услов ќе се изврши код. Пример, замисли дека денес треба да имаш тренинг по кошарка, а надвор врне дожд, тогаш тренингот ќе биде откажан. Затоа можеме да дадеме исказ ако надвор е сончево ќе имам тренинг по кошарка. Но доколку надвор врне дожд, тогаш тренингот ќе биде откажан и ќе останам дома. Со ова ние проверуваме состојбата на времето и според тој одговор ќе направиме едно од двете услови. Доколку надвор има сонце, ќе играм кошарка. Но доколку врне дожд, ќе останам дома. Компјутерите исто така следат правила. Компјутерска програма се извршува според правила напишани во код од страна на програмерот и ќе се следат правилата според правилниот редослед во кој се напишани. Добар пример за ова е исто така лозника на телефон. Пример, доколку лозниката е погрешна, тогаш не можеме да го отвориме телефонот. Се додека не ја внесеме правилната лозника на телефонот. Сега да видиме како тоа би изгледало во Scratch. Најпрво од менито Events ќе го земеме блокот When flag is clicked. Натаму од менито Sensing ќе го земеме блокот Ask and Wait. Со овој блок се постава прашање. Прашањето кое што ќе го поставиме нека биде како се викаш. Следно од менито Control ќе го земеме блокот If, Then, да забележиме дека во овој блок има еден правилен шестоаголник. Во овој шестоаголник треба да го вметнеме условот кој сакаме да го провериме. Условите можеме да ги најдеме во менито Operators. Во овој пример ќе го потребуваме условот Contains. Вредноста која што ќе се проверува ќе биде сместена во променливата Answer, која што се наоѓа во менито Sensing. Во вредноста во оваа променлива ќе проверуваме дали има буквата О. Доколку овој услов е исполнет, треба да се прикаже некоја порака. Таа порака можеме да ја најдеме во менито Looks. Односно блокот Save for 2 seconds. Пораката која што може да се каже нека биде твоето име и ја содржи буквата О. Сега да извршиме програмата. Во овој пример треба да ја помогнеме на рибата да се движи. Како прво од менито Events ќе го земеме блокот When flag is clicked. Потоа во делот Control ќе го избереме блокот Forever. Исто така во делот Control ќе го избереме и блокот If Then Else. Во делот за проверување услов ќе го избереме блокот Key Pressed од менито Sensing. Копчето за струјата кое што ќе се проверува ќе биде копчено од десна стрелка. Толку овој услов е точен од менито Motion. Го избираме блокот Change XPy и го ставаме во делот доколку условот е исполнет. Вредноста ќе биде 10. Доколку условот не е исполнет, ќе мораме да употребиме уште еден if then блок. Тука повторно ќе го искористиме блокот Key Pressed од менито Sensing. Овој пат копчето која од сетурата ќе се проверува е левата стрелка доколку условот е исполнет. Го користиме блокот Change XPy од менито Motion. Овој пат вредноста ќе биде -10.
Можеме да извршиме програмата.